Еве сме и во овој дел од неделниот микс, почитувани гледачи. Сега ќе зборуваме на тема спортска психологија. Што представува тоа, како може да се стане спортски психолог и многу други прашања ќе одговорам токму со спортскиот психолог Ева Барамарчева. Ева, добре ни дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Многу се радувам што сте тука, за еве и мене и на гледачите да доближиме некако нешто повеќе за самата спортска психологија. Па еве веднаш да го поставам првото прашање, што е всушност спортска психологија? Спортска психологија како гранка од психологијата нели го проучува оној однос помеѓу таа физичка активност, физичка спремност и менталната благосостојба на една индивидуа. Кратко кажано, во кратки црти можам да ви кажам дека спортската психологија прави еден баланс помеѓу умот и помеѓу телото, и спортската психологија како гранка се стреми да ги опфати сите оние психолошки делчиња од една индивидуа што му помагаат нели на спортистот или му одмагаат кога станува збор спортскиот перформанс. Зошто токму спортска психологија одбравте? Што ве поттикна токму со оваа сфера да се занимавате? Знаете, тоа е многу интересна приказна. Одлучив да бидам спортски психолог многу рано. Тоа беше некаде втора година средна. За мене средно беше еден многу динамичен период и период полн со промени. Тогаш како активен пливач со многогодишно искуство, првпат се запознав со темата трема и сватив дека не можам сама да ја поведам тремата. Се чувствував многу осамено. После тоа имав и баш една сериозна повреда на ногата која што резултираше со операција. И тоа ми беше некако пресуден момент зашто немаше мене кој да ми помогне, јас да станам спортски психолог и да имам шанса да им помогнам на спортистите, поготово на младите спортисти, за да полесно се снајдат во оние, знаете, сениорски води, кои што нели се полни со секојдневни предизвици. Исто тој период го искористив за да сватам дека навистина спортската психологија и спортските психолози кај нас се многу дефицитарен кадар, и тоа ме радува што ќе бидам една од првите да направи голема промена во спортот. Да, и еве спомнавте веќе дека и самите спортисти, еве и вие лично, сте се соочувале со одредени предизвици во спортот. Некогаш може да се почувствувате несигурно, некогаш можеби некој лош резултат буквално и психички да ве падне. Предпоставувам дека тоа се случувало и кога сте се занимавале со пливање. И тоа многу често, да бидам искрен. Многу успони и падови доживуваат спортистите. Исто така нели би сакала нели да ја зборуваме и темата на осаменост, така да се биде спортист, поготово во денешно време, е многу тешко. И затоа ви кажав, јас сум многу мотивирана вака како млад спортист и сум спремна да работам и да им помогнам нели од најмладите спортисти па до оние што се во сениорските води. И токму нели на своја кожа кога ќе се почувствува нешто, многу поголема емпатичност, да кажам, и разбирање си има и за другите. Така и сега вие како спортски психолог веќе имате почувствувано на своја кожа нели тешкоти во самиот спорт, па точно знаете што им пренесувате и на новите спортисти, да кажам. Да, и моето искуство како пливачка ми беше една од движечките сили да размислам да станам спортски психолог. Па исто така нели кога почнав да ја завршувам мојата спортска кариера, одлучив после студиите тука на Американ коледж, кога завршив општа психологија, да продолжам и да го продолжам моето образование во Трикала. Тоа е едно интересно мало градче блиску до Лариса во Грција. Таму завршив спортска психологија. Сега нормално не завршува тука мојата едукација, сега сум и гешталт студент, трета година сум под супервизија. Тоа многу ми помага во работата со клиенти и за сега сум на прав пат, на оној пат кој што од секогаш сум го замислувала. Тоа е преубаво кога се работи, се учи тоа што се сака и се надоградува. Да. Тоа е навистина одлично. Како може да се стане спортски психолог? Па еве како што ви кажав, јас моите студии ги завршив тука. За жал во нашата држава немаме ние некоја можност за мастер да се заврши за спортски психолог тука, така да сите што се заинтересирани ќе мора образованието да го продолжат во странство. Грција е многу
добра земја се, многу спремни со факултети за спортска психологија, се размислував помеѓу Грција, помеѓу Шпанија, нормално Англија. Исто така мислам дека мене психотерапијата, сега што сум, нели, како што ви кажав, студент, ми помага многу и ми дава некоја нова перцепција кога станува збор за работа со клиенти. Па одлично. Да. Колку ева спортскиот психолог може да помогне да се зголеми перформансот на спортистот? Па според мене мислам дека процентуално многу. Нормално сите знаеме дека тренерот е битна алатка. Тренерот е тука да го спреми спортистот да физички да може да перформира. Но според мене, ако еден спортист е само физички спремен, а ментално е неспремен, џабе ни е таа физичка спремност. Според мене, што е многу битно? Битно е тренерот и спортскиот психолог, од, нели, ви кажувам од искуство, многу добро да соработуваат. Нели, секој си има посебна улога, но таа нивна сплотеност е круцијална за перформансот на еден спортист. Така, и зборуваме нели за самата спортска едукација и за едукацијата како психолог. Кога вистинско време да се почне да се работи со спортски психолог? Па знаете како, сите клиенти што доаѓаат кај мене веќе има детектирано некоја проблематика, значи што им попречува во спортскиот перформанс. Но според мене сметам дека младите спортисти уште од најмала возраст треба да се запознаени барем со терминот спортска психологија, подоцна да се запознаат и со спортски психолог. Зошто е тоа така? Например, да ќе ви направам тука една корелација. За еден тренер е многу полесно техниките на одреден спорт, например на пливање, да ги научи кај спортиш што има 3 години. Значи, он ќе се залага, но нема да е толку захтевен процесот. Друго е на 13 години, која ќе треба да му посвети повеќе време, повеќе внимание, а друго е веќе на 23 години, кога веќе имаме ние изграден индивидуо. И истото тоа е и со менталниот тренинг кој јас им го пружам на спортистите. Децата многу се поотворени кон мене, многу побрзо учат и јас некако од старт имам плодна почва да ги научам и да им ги развивам нивните ментални капацитети за ментална стабилност и ментална спремност понатаму. Да, еве сега спомна дека и многу е важно спортистите да се обратат уште од најмала возраст и така натаму, но со какви досега предизвици си имаат соочувано спортистите кои што се обратиле кај вас? Па најчесто со после повреда, значи враќање во тренажен процес после повреда, доза на трема што не знаат како самите да ја смалат и да излезат на крај со истата. Верувајте или не, има многу спортисти што се соочуваат со депресија, со голема доза на анксиозност. Исто така работам во подобрување на комуникацијата помеѓу спортистот и тренерот, и тука имаат доста проблеми. А нормално сега си доаѓаат и оние пропратни приватни проблеми, фамилиарни проблеми, загуби и така натаму. Еве гледаме дека менталното здравје навистина е тема за која што секаде се зборува, па и во спортот, затоа е исклучително важно да работиме на своето ментално здравје и со стручни лица на таа тема. Па еве да спомнеме и придобивката од физичката активност врз менталното здравје, ева. Придобивката според мене е огромна. Прво да тргнеме малце научно, сите знаеме дека кога сме физички активни, тука се ослободуваат ендорфините и допамините, кои што се заслужни за таа севкупна среќа на една индивидуа. Па затоа сите ние што сме физички активни знаеме придобивките после тренингот да ги почувствуваме одма. Исто така е многу битно да се напомене дека кога сме физички активни, кортизолот, што е хормон на стресот, значително се намалува, а ако имаме подолго време, ако сме изложени на кортизол, знаеме да станеме и анксиозни. Значи кортизолот влијае и на анксиозност. Ако сме физички активни, сите знаеме дека спиеме подобро, така да јас во еден претходен подкаст кога настапував, кажав дека физичката активност за мене е како еден вид на мултивитамин што го подобрува севкупното физичко здравје на една индивиду. Да, и затоа како се вели дека навистина кога
се спортува, тоа е добро и за духот, и за менталното здравје, за севкупно, буквално една цела состојба здравствена. Како и дали се разликува пристапот во работа со спортисти и клиенти кои не се занимаваат професионално со спорт? Па знаете, работата во канцеларија можеби и нема голема разлика, но морам да одвојам онаа работа ја што ја правам на терен, односно кога сум со спортистите додека имаат надпревар или они што би ги рекле утакмици или пак некој тренинг. Тука моето време е многу лимитирано, не можам да навлегувам во некоја длабока комуникација со нив. Зашто имав многу потешкоти и за тоа, најчесто сега со спортистите си смислуваме некои фрази, кратки фрази за полесно да се разбереме, зашто пак ќе ви кажам, таму мора да сме брзи и да сме ефикасни. А кога станува збор за работа во канцеларија и со клиентите што се спортисти, оние што не се занимаваат со спорт, најчесто одиме во подлабоките процеси за емоции, за чувства, за мисли, за развивање на ментални капацитети, да многу домашни и така. И на некој начин сте веќе и пријателски поврзани со спортистите, бидејќи време поминувате заедно и одлично се познавате, вие нив ги детектирате практично. Да, тоа е точно и преферирам да сум пријателски настроена, но затоа сега сум под супервизија и работам на моите граници. И тоа е битна алатка кога станува збор. Еве ги спомнавте границите и тоа нешто што се спомнува насекаде дека треба да ги воспоставиме границите, да имаме своји граници, па некогаш и да се каже не, и често да се каже не. Колку вие лично ги учите, се учите самите себе тие граници да ги почитувате, без разлика во која сфера станува збор? Професионално сум се уште на почетокот. Сега имам тенденција да сум нон-стоп достапна за клиентите, поготово за спортистите. Пробувам да одам на секоја утакмица, на секој тренинг, што според мене и не е добро, зашто после некој време мора да се осамостолат и да некако да функционираат сами. Затоа имам добри менторки од Гешталт програмата. Тоа го учам. Приватно со границите мислам дека сум добра. Имам вака пофалби од блиските. Па горе-доле се снаоѓам. Тоа е исклучително важно. Тема која што денеска има и кај спортистите, но генерално и во било која професија е осаменоста и тоа е некако како товар со кој што спомнавте и вие претходно се соочуваат многу спортисти. На што се должи тоа? Па знаете како, јас ќе почнам од моето приватно искуство. Јас стварно сметам дека осаменоста, поготово во спортот, е една огромна тема за која што се зборува многу малку. Јас како спортист доживеав еден период да се чувствувам доста осамено. Како што ви кажав, не можев да излезам на крај со тремата пред надпревар, после ми се префрли тремата и на тренинг. Тренерите во мое време беа стрикно насочени кон тоа дека за емоциите не се разговара. И некако многу време си останував сама во својата глава. Нормално пробував нешто со домашните да разговарам, но никој од нив не бил професионален спортист. И после некое време сфатив дека сум оставена сама на себе, немав спортски психолог и бев многу осамен. Сега истото го детектирам и кај одреден број на мои клиенти. Сфатив дека спортистот е некако различно скроен од оние индивидуи што не се занимаваат професионално со спорт. И затоа многу спортисти не се разбрани од домашните, од пријателите. Зашто кој ќе те разбере дека секој ден стануваш у 5 саатот са бајле за да обавиш тренинг, или дека секој ден треба да јадеш здрава храна, дека не можеш да излезеш кога сакаш. И дури еден буквално режим. Режим, доста строг режим. И дури јас сум воочила дека многу спортисти доживуваат булинг од младите, од нивните пријатели, зашто не се разбрани. Никој не може да ја свати крајната цел на спортистот. И целиот тој процес им прави они да се изолирани и да се доста осамени. А осаменоста не е само во спортот, има и насекаде и во другите професии. И како вие како не само спортски психолог, но и генерално како психолог, мислите дека во ова денешно време во кое живееме се почеста? На што се должи тоа? Па кај младите, бидејќи јас пак работам со доста помлади индивидуи, сфатив дека се доаѓа од смартфоните.
Значи, они мислат дека преку тоа некако се конектирани и се поблиски, но секој пат они кога ќе излезат на кафе за дружба, сите се на телефоните и некако се тотално оддалечени. Имаше едно истражување кое што го читав и таму пишува дека всушност сега младите се исто осамени како постарите генерации, дури оние постари лица што живеат во домови, значи што се тотално сами. Така да јас тоа го препишувам пак на новата технологија, на тоа луѓето што не се занимаваат со спорт, што седат многу дома. Да, очигледно е така. Се повеќе сме зависни од технологијата, а од друга страна пак кога нема да го имаме телефонот до нас, никако како леснување да чувствуваме. Не знам, еве вие, јас за себе ќе кажам, кога ќе читам книга, кога па ќе бидам нешто корисно, нешто ќе средам по дома, ќе сготвам нешто, ќе поминам време со семејството, без телефон, без телевизија, без ништо, таква едно спокојство чувствувам. Да, но јас имам навистина проблем да ги доведам младите до тој степен да може да го остават телефонот и да обават некоја обврска дома. Значи, за нас некако еве јас да речам повозрастните, да, е полесно. Навистина младите се соочуваат со многу големи проблеми, не можам да ги натерам, например, дури да поминат цел час во денот, а да не го пипнат телефонот. А во однос на спортот, кога спортуваат, се концентрираат буквално на тоа или повториме фокусот во социјалните мрежи, во телефонот? Какво е вашето искуство? Јас мислам дека нонстоп има таму фокусот, ама тренерот тука игра битна улога, зашто јас познавам многу тренери што се доста рестриктивни и викаат ќе одиме на припреми 2 недели сме тука, телефоните се во шкафче, еднаш дневно ќе се јавувате на домашните. Да, мора така, бидејќи навистина младите се доста посветени на социјалните мрежи и доста време поминуваат пред телефон. Како вие си ја полните душата, си ја греете душата, Ева? Само вака малку филозофски звучи, меѓутоа ме разбирам. Преку спорт. Значи, јас останав физички активна и кога престанав да пливам. Сега сноубордингот ми е нешто во кое што уживам освен пливањето. Многу сакам природа, сакам кампување. Гледам летните денови да ги поминам исто така на кампување покрај езеро. А зимно време го сакам сноубордингот, обожавам да читам, ама гледам да не читам само стручна литература, некои романчиња, обожавам прошетки и патување. Еве, зборуваме за спортски психолог како термин. Јас искрено немав досега слушнато, или може некогаш сум слушнала за терминот спортски психолог. Колку ние како земја постепено почнуваме и таа, да кажам, да навлегуваме и во таа тема? Па јас сум многу среќна што не само спортистите, гледам дека и нивните родители се доста самосвесни и се едуцирани за темата спортска психологија. Тоа многу ме радува. Нормално сега имаме пак индивидуи што сметаат дека терминот психологија и одење на психолог е нешто страшно, но јас имам тенденција да се фокусирам на позитивното и сум многу среќна што полека стануваат свесни за мојата улога и колку навистина е круцијална кога станува збор за спортски перформанс. Да. Да ги поттикнеме младите да спортуваат, да некако се грижиме за менталното здравје, бидејќи кој ако не ние самите, нели? А секогаш е добро да дојде на помош и од стручни лица, како на пример кај спортистите спортски психолог, а и генерално, нели, психотерапевти, психијатри. Ева, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас. Ете, почитувани гледачи, со спортскиот психолог Ева Барамачева разговаравме на тема спортска психологија. Јас ви посакувам убав остаток од викендот и останете со програмата на Телевизија 24 до следниот викенд. Пријатно!